Учениците од основните училишта започнаа со одбележување на празникот 8 март, меѓународниот ден на жената. Со помош на нивните наставници изработија честитки со порака за среќен 8 март и излегоа до центарот на градот, а на случајните минувачи од женскиот пол им приредија вистинско изненадување подарувајќи им честитка. Денеска честитки делеа учениците од основното училиште Раде Кратовче и Свети Кирил и Методи. Како дел од проектот Меѓуетничка интеграција во образованието, во нашето училиште беше организирана уште една работилница под раководство на наставникот по ликовно образование Елизабета Зафирова Стојанова, со дел од учениците, учесници во ликовната секција. Целта беше да се изработат честитки кои ќе бидат поделени на понежниот пол по повод празникот на жената. Освен честитки, тие на своите мајки им подарија и цвеќиње со што ќе им го честитат празникот, а воедно подготвија и стихови за 8 март. Во недела 8 март, денот на кој жените се избориле за своите права и еднаквост помеѓу мажите. По тој повод ние ќе ги подаруваме цвеќиње на случајните минувачи. Благодарение на некогашните жени кои се бореле за своите права, денешната жена напнопнема во сите полиња и затоа денес има жени кои се образовани и работат различни професии. Празникот 8 март се одбележува со подарување на цвеќе кој е символ на нежноста и убавината. Нескапоцениот цвет е цветот изработен од детските раци. Ние од училиштето Свети Кирил и Методи на часовите по ликовно и творештво изработувавме честитки и цвеќиња со кои сакаме да им го честитаме празникот 8 март на сите жени од нашиот град. И во останатите училишта учениците го честитаа празникот 8 март изработувајќи подароци. Учениците беа престрекни бидејќи за нив ова е голем празник и секоја година се одбележува со организирање на активности посветени на